Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави се подготвени да одговорат на нападот од 14 септември, со кој беше оневозможена половината од нафтената продукција на Саудиска Арабија. Чекаме да слушнеме од Саудиското кралство да каже кој стои зад нападот и под кои услови да постапуваме, напиша Трамп на Твитер, наведувајќи дека Соединетите држави имаат сознанија за кој станува збор. Предходно јеменските бунтовници кои се поддржани од Иран соопштија дека го извршиле нападот, но Вашингтон го обвини самиот Иран. Државниот секретар Мајк Помпео изјави дека немало докази од и нападите дошле од Јемен. Иран ги отфрли обвинувањата дека ги организирал нападите со беспилотни летала врз саудиските нафтени постројки, посочувајќи дека Вашингтон бара изговор да се одмозди против Исламската република. آمریکایی‌ها به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و اعتراف کنن که حضور اونها در منطقه و مداخلات اونها در منطقه هم در سوریه هم در یمن و هم در سایر مناطق مشکل آفرین هست، هر از گاهی کشورهای خود منطقه رو متهم میکنند یا Техеран и Вашингтон се во своевидна кавга од мај минатата година, кога председателот Доналд Трамп се повлече од мултилатералниот договор во 2015 година, кој ветуваше ослободување на Иран од санкциите како замена за ограничување на неговата нуклеарна програма. Нападот со беспилотни летала во саботата врз постројката Абкаик во Саудиска Арабија и нафтеното поле Кураис доведе до прекина околу 5,7 милиони барели од производството на сурова нафта на кралството дневно, што е еквивалентно на повеќе од 15 од светското дневно снабдување. Трамп твитна дека нападите може да имаат влијание врз цените на нафтата, поради што Соединетите држави решија да ослободат дел од нафтените резерви за да ги одржат пазарите добро снабдени.